Председателскиот кандидат на демократите Хилари Клинтон изрази загриженост во врска со веродостојни извештаи за руското мешање во изборите во Соединетите држави. Таа го обвини нејзиниот ривал, републиканскиот кандидат Доналд Трамп, дека бил фиксиран на диктатори, вклучувајќи го и рускиот председател Владимир Путин. Одговарајќи на прашањата на новинарите во авионот со кој патува на нејзината изборна кампања, Клинтон изјави дека и демократите и републиканците треба да бидат загрижени во врска со однесувањето на Русија. The fact that our intelligence professionals are now studying this and taking it seriously raises some grave questions about potential Russian interference with our electoral process. Рече Клинтон додавајќи: се соочуваме со многу сериозен проблем. Ние никогаш не сме имале странска контрадикторна моќ веќе да биде вклучена во нашиот изборен процес. Ние никогаш не сме имале кандидат на една од нашите најголеми партии да ја повикува Русија да хакира повеќе. Предходно, Доналд Трамп го пофали председателот на Русија Владимир Путин и ја повика Москва да открие десетици илјади, како што рече, исчезнати пораки од времето кога Клинтон беше шеф на американскиот Стейт Департмент. Тој подоцна изјави дека неговите коментари биле саркастични. Клинтон смета дека руските разузнавачки служби извршиле хакерски напад во Националниот комитет на демократите. Запрашана дали таа верува дека руската влада се обидува да му помогне на нејзиниот противник во изборите, Клинтон рече: He very early on allied himself with Putin's policies. I mean, to pull out of NATO, for goodness sakes, right? And he furthermore has praised Putin. He seems to have this bizarre attraction to dictators, including Putin. FBI, освен за хакирањето во Демократската партија, започна истрага и за тоа дали руски хакери влегли во системите за онлайн гласање на две американски држави, Аризона и Илиноис. Треба да се стави јасно до знаење дека ние нема да дозволиме никому да се меша во одлуките на американскиот народ, рече таа. Клинтон, која беше критикувана поради тоа што не држи редовни конференции за печат, ја отфрли загриженоста за незината здравствена состојба како еден од многуте теории на заговор против неа. Јас не сум загрижена за теориите на заговор. Ги има толку многу и не им обрнувам внимание, рече таа, наведувајќи дека имала сензорска алергија кога почнала да кашла на еден настан во Охајо. Клинтон, чие користење на приватниот имејл додека беше државен секретар ја следи незината председателска кампања, рече дека нападите врз незиното семејство не се основани, но го избегна прашањето дали незината ќерка Челзи треба да се повлече од раководството на незината фондација доколку биде избрана во ноември.